Ова е второто поглавие од книгата, насловено како под насловот Поети од занданите, романските маченици кои што страдале за својот идеал и за оне или за оној во кого што гледале смисла на своето постоење, на својот живот, и воедно поетските стихови кои што ќе ги прочитам на некој начин ја опишуваат целата содржина и сето она што е застапено во книгата. Поезијата како начин на кој што ние ги изразуваме своите најсилни чувства, односно најсветите чувства кои што ги имаме пред секој Бог. И целиот богослужбен циклус на црквата е заснова на поетски стихови, односно на псалмите. Вие не бевте со нас во келиите, за да знаете што е живот во темнина. Под канџите на хиени со ненаситни челусти, вие не знаете што е човек од кога почнува да вие, сокови опишан на глуждовите. Вие не плачевте в дланки горко, прободени од ножот на предавството. Под небо без звезди на пат кон гробовите, вие не ја носевте тежината на светите болки за славата и доброто на татковината. Вие не ја знаете сладоста на ужасната борба со себе. Ми ја баравте смртта, ми го диравте лицето. Камениот чекан ми го здроби животот и ја истица силата од мене. Вие не знаете што значи да работиш со капнати раце, што е јарен по држењето на звер, како крцка коската кога студот ја пробива, што е глад, што е жет. Вие немате од каде да му кажувате на вашиот ближен. Вие само седите на богати трпези, ревнувајќи по раскош и гордост. Ни жалост имате кон нас, ни правда, ни запалено кандило, ни слобода, само трње на немарлив траур. Но кога сите порти ќе се скршат и мртовците ќе почнат да вијат, кога ѕидовите и синџирите здробени ќе паднат, вие нема да знаете што е воскресение од смртта, затоа што вие не бевте со нас во келиите.